Единствена среќа на македонските граѓани е тоа што официјално државните институции немаат таква опрема и софтверски пакети за да ги следат интернет апликациите за комуникација. Сите тие што МВР, односно УБК, ги купувало под раководство на Сашо Мјалков и Горан Груевски, сега се неподновени и неапдейтирани и не може да се користат. Иако законот наложуваше сите апарати за мобилно следење, МВР да ги предаде на обвинителството за гонење на организиран криминал, тоа досега не се случило. Станува збор за познатите жолти комбиња, случај за кој под име странски служби предмет отвори и СЈО. Купени, преплатени, неискористени или злоупотребени. Таква им била улогата која ја утврди обвинителството, но досега никој не одговараше за тоа. Тие компјутерски програми сега се под владение на обвинителството, но никогаш не го напуштиле кругот на МВР. Истражителите на обвинителството за организиран криминал имаат можност таквите апарати и програми да ги земаат на реверс од обвинителството и да ги користат за прибирање на информации, надвор од системот на ОТА. Но тоа во пракса не се случува, бидејќи не се функционални и не се во обвинителството. Еден од предлозите кои се појавија во јавноста е дека такви апарати за следење комуникација од типот на Viber и WhatsApp треба да се дел од ОТА, односно да ги набави ОТА и да ги користи со судски наредби и да бидат строго контролирани. Таа идеја се уште не се претвори во јавна расправа, која ќе треба да опфати и други работи, да одговори и зошто државата не овозможи ефикасен надзор врз следењето на комуникација, или пак ги намали казните за оние кои нелегално ќе имаат апарати за преслушување и следење. Единствената добра работа е што Европската комисија во последниот мини извештај оцени дека во областа има напредок и со реформите на тајните служби и со надзорот. Иако обвинителството досега не направило контрола во ОТА, ниту пак пратениците може да видат што се случува во мистериозниот свет на електронските комуникации.